Во делот на енергетската ефикасност, ГЕФ програмата финансира, па можам да кажам, скоро се. Почнувајќи од замена на прозори и врати, котли на пелети, котли на газ, фотоволтаични системи, топлински пумпи, сончеви колектори за топла вода и да не ги набројувам сите така натаму. Она што ја прави атрактивна е што во своето портфолио дозволува, тоест дава на самите граѓани еден вид на субвенција, поточно грант компонента содржи, која што достигнува до 20% од севкупната инвестиција на проектот. Имаме од прилика некаде потрошено околу 4 милиони евра, каде што инвестиции имаат направено околу 600 домакинства. Најголемиот интерес, морам да признам, дека се најпрво за изолација на самите фасади, прозори, топлинските пумпи ме радуваат што се искачуваат на, може да кажам, на втора или на трета позиција на ниво на заинтересираност. На една топлинска пумпа, за да може да биде финансирана преку програмот, мора коефициентот COP да биде поголем или еднаков од 4,3. Ефикасноста на котлите, да речеме, на газ мора да бидат повисоки од 90%. Кај оние со биомаса што користат, мора да бидат повисоки од 85%. Сончевите колектори за топла вода исто така мора да имаат ефикасност на 75%. И целта на оваа програма е да ги сфинансира и ги доближи поблиску до граѓаните високо ефикасните технологии. Не е целта да се сфинансира се живо и диво што постои на пазарот, туку на граѓанинот едноставно да му обезбеди навистина заштеда во својот дом. Заштедите што досега се направени на ниво на проект изнесуваат од прилика некаде околу 9 милиони киловат часови или претворено во тони CO2, од прилика некаде имаме 3300 тони CO2 заштедено со овие инвестиции што ги имаат направено домаќинствата во Македонија.